Изложбата се вика Луди. Зборот луди потекнува од Римското царство. Зборот значи игри. И тие игри, баш е во плурал, игри се ослучувале на овие простори, пошто Македонија била значи една од провинциите во Римското царство, меѓу кои е градот Стоби како главен град на таа провинција. А имаме и други како Скупи и Хераклеа. Значи во тоа Римско царство имало 135 дена загарантирани за сите жители да можат да земат од секојдневниот живот или од работа да учествуваат во тие игри. И затоа и ден денеска сите што многу играат ги викаме дека се малце луди. Значи со оваа изложба ние сакаме да кажеме дека ете, земете ризик, бидите малце луди, пошто тоа манифестира нешто. Играта манифестира благосостојба, манифестира инспирација и така натаму. Нашата соработка произлезе од прво заедничко дружење со заеднички пријатели и сите бевме колеги. Нашите дружби се состојат од тоа што околу нас има харти, има материјали за работа, за цртање и секој кога на моменти ќе се почувствува дека сака малце нешто да направи, црта. Конкретно се случи со мене, јас цртав ликови, она ме посматраше што работам како работам, во еден момент ми викаше: "Еј, осте, не пипај више." Што да не пипам? Остај го ликот, дај ми го мене. Да го дам цртежот на незе. И она почна да го решава на колажен начин. Да аплицира различни материјали, она што ќе се најде околу неа. Буквално што ќе се најде околу неа да аплицира и тоа испаѓаше нешто многу интересно на крај. Немаше никаква идеја за изложба, се беше на ниво на една дружба, на една забава, смеење, меѓутоа кога колегите почнаа да инсистираат дека на крај многу интересно изгледуваат делата и зашто па да не ги представите под поширока публика. Тоа беше идејата. На крај излезе, ајде да направиме све, да собереме што правевме и да го представиме тоа пред публиката, пред наблюдувачот. Тоа беше соработката, уствари, така почна. И да додадам, ја можам на тоа дека се гледа женски и машки принцип, тоа е алхемија. Значи, машкиот принцип тој почнува. Воопшто збориме така, тој е иницијатор, нели Зевс он прави една фигура и потоа доаѓа Хера, доаѓа Афродита, дава живот во тоа. Значи, овдека има баланс на машкиот и на женскиот принцип во самите слики. И тоа е многу интересно да се види. Значи, и со тоа сакаме да потикнеме, значи колегите не супортирале, тука се некои многу важни имиња во Македонија, само да не мораме сега да одиме во сите детали, да не пуштиме некој. Да кажеме дека баш со ова сакаме да потикнеме други уметници да работат на сличен начин, пошто се бара нова димензија во уметноста, нешто ново. Значи, ново не може можда некој сам да го постигне, него во соработка. А тоа знаеме дека уствари на сите полиња е така, па дури и во уметноста треба тоа да навлезе. Значи, соработката е многу важна. Осим соработката што ние имавме, да кажеме како двајца уметници, тука има и Ивана Кнез, која е дизајнер во Македонија, која паралелно синхроницитет, што Јунг, психолог, го збори. Ми е интересно дека она исто прави дизајнерска колекција која се вика исто Луди. Исто така Рената Кралевска, позната пејачка, она песната која ќе ја чуете подоцна тука, која што не е официјална се уште, значи само се пушта на изложба, верзија за низио ексклузивно за оваа изложба е следниот хит, која што исто се вика Луди. Значи, соработката е нешто што сакаме да покажеме на сите, соработувајте, дека тоа дава манифестира нешто многу плодно, многу убаво и тоа се гледа по сликите. Нескромно кажувам дека се убави.